Благодарам, председателе. Почитувани министри, почитувани заменици министри, почитувани колеги пратеници. Јас имам две пратенички прашања, произлезени од контактите со граѓаните од општина Кочани и од општина Зрновци. Првото прашање ми е упатено до Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство. Имено се работи за распишување на концесија за спортски и рекреативен риболов на акумулацијата градче во Кочани. Акумулацијата се наоѓа на 5 км од градот Кочани и е едно од најпосетените туристички места за кочанчани. На самата акумулација функционира хотел и мотел, што е одличен предуслов за туризам, а веќе 2 години нема никакви активности за спорт и рекреација во делот на риболовот и заштитата на рибниот фонд. Иако има доста заинтересирани и сограѓани и издружени од нашата општина и пошироко. Прашањето би било кога може да се очекува распишување на концесија за оваа акумулација. Второто прашање ми е упатено до Министерството за транспорт и врски и се однесува на мостот во село Зрновци, односно на влезот во село Зрновци, кој што беше оштетен во поплавите и сега е затворен за сообраќај за патнички возила. Во моментот се користи алтернативен пат и граѓаните од општина Зрновци, за да дојдат до Кочани и до околните населени места, минуваат преку Виница. Патен правец кој е многу оштетен и е подолг за цели 20 км. Иако жителите се свесни дека се работи за деликатна градба, односно санацијата на мост е посложена работа, прашањето би било кога може да се очекува негова санација и повторно пуштање во употреба на овој мост. Благодарам. Благодарам. Првото прашање упатено до Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство. Одговор се доведете од заменик министр. Повелете. Почитувам председателе, почитуван пратеник, благодарам на прашањето во врска со вашето прашање кое се однесува на заинтересираните лица за пројавување на интерес за добивање на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на нова акумулација на градче. Можам да ви информирам дека не само на нова акумулација, туку и на други рекреативни зони и риболовни ревири е подготвена документација која што согласно законот е доставена до владата во соодветна процедура и се надевам дека на следната седница на влада, значи со донесувањето на одлуката за започнување на постапка за спроведување, односно донесување на одлука за донесување на одлука за формирање на комисија за спроведување на истата постапка, истата ќе биде објавена и заинтересираните лица, значи не само за акумулацијата градче, туку и за другите рекреативни зони и на риболовните ревири ќе можат сите да ја видат и нормално согласно интересот да достават соодветни понуди. Откако ќе достават соодветни понуди согласно законот за концесија и јавно-приватно партнерство, значи ќе се спроведе, ќе се донесе одлука за тоа кои ќе бидат квалификувани да учествуваат на електронската јавна аукција, односно да можат да достават понуда во соодветна електронска постапка и оној кој што ќе достави најдобра понуда според понудената цена, највисока цена, ќе можат да добијат концесија да добијат концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов. И во таа насока можам да кажам дека ќе бидат огласени и други рекреативни зони, како што спомнав, и други акумулации, како што се Глажња, Липково, Матка и рекреативното езеро Треска. Покрај овие рекреативни зони ќе бидат огласени и следните ревири: Вардар 4, Вардар 5, Тополка, Бабуна 1, Вардар 12, река Луда Мара,
Богданци, Треска 3, Црна река 3, Црна река 5, Брегалница 2, Брегалница 3 и Струмица 1. Јас се надевам дека доволно ви објасни во однос на прашањето за кое што вие имавте интерес и мислам дека соодветно ги информиравме граѓаните за, односно сите оние кои што се интересираат за учествување на еден од огласите кои што ќе бидат објавени за доделување на концесија за рибите. Благодарам. Дали сака да постои дополнително пратеничко прашање? Има збор пратеникот Иван Иванов. Повелете. Благодарам, задоволен сум од одговорот, немам дополнително прашање. Благодарам. Второто прашање е упатено до Министерството за транспорт и врска. Одговорот ќе добиете од министерот. Повелете. Благодарам, председателе. Во однос на прашањето за санација на конкретниот мост, кој е од витално значање за овој регион, сакам да истакнам дека во текот на поплавите овој мост беше доста оштетен и екипи од градежниот факултет направи анализа на самиот мост и беше констатирано дека мостот е доста оштетен и тогаш беше направена забрана за движење на тешки товарни возила по самиот мост. Одма јавното претпријатие за државни патишта започна постапка за да се испроектира, односно санира самиот мост. Проект за санација на самиот мост. Очекуваме дека проектот за санација на самиот мост ќе биде готов некаде во јуни месец и потоа ќе се започне постапка за ангажирање на градежна компанија која ќе санира мостот. Очекуваме најрано до крајот на оваа година почетокот на наредната истиот да биде саниран, така да целокупната постапка ќе одземи подолго време, но паралелно дискутиравме со директорот на јавното претпријатие за државни патишта да се направи санација на патот преку Виница, за да може возилата да се движат побезбедно и побрзо, бејќи има простор овој патен правец да биде саниран. Така да прв чекор е изготвување на проектна документација, потоа и санирање на самиот мост, а паралелно во соработка со Македонија пат ќе се направи мала реконструкција на патот каде што сега сите возила се пренасочени да се движат. Благодарам. Дали пратеникот е задоволен од одговорот, односно дали сака да постои дополнително пратеничко прашање? Има збор пратеникот Иван Иванов. Повелете. Благодарам, задоволен сум од одговорот, немам дополнително прашање.